إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Che продолжим бidnillahi ta'ala со hadis od 23, kako što veli avtor al-Hafiz an-Nawawi rahimahullah, al-hadithu al-thalithu wal-ishrun. Znači, broj na hadis je svega veke 23. Velit avtorot an-Nawawi rahimahullah, عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فباعئ نفسهم فمعتقها أو موبقها رواه مسلم. В овој хадис, што е огромен хадис, како што го велит големиот шејх Ал-Аллама Салих Ал-Лухайдан рахимахуллах, дека овие е еден од огромните хадиси и во овој хадис се докажува значи еколонцијата на пекамберот салаллаху алейхи васелам со мали зборови, но огромна значеност. Пренесува тука Абу Малик Харith ибн Асим ал-Аш'ари радијаллаху ан, да пекамберот салаллаху алейхи васелам следното го рече: Ат-тухуру шатрул иман. Значи, чистотијата е половина од иманот. Чистотијата е половина од иманот. Валхамду лиллахи тамлаул мизан. А зборот елхамду лиллах е полнит вагата. Вагата на судниот ден. Вагата во која ќе се мерат делата на луѓето. Значи, елхамду лиллах, овој збор е полнит вагата. Значи, имат огромна вредност на вагата на судниот ден. На оној ден кој немат никое, значи, нема човекот ни неговото богатство, не му предонесува ништо, ни своите деца, ни својата фамилија, ни своите блиски, освен оние дела, значи, кои се чисто направени само за Аллах субхана ва таала и во следење на пекамберот салаллаху алейхи васелам. Ва субханаллахи валхамду лиллах темлау ма бейна самаи вал ард. Значи, изговарањето Субханаллах валхамду лиллах го полни, значи, све што е меѓу земјата и небото. Значи, ова кажуваат огромната вредност на овие два зборови. Субханаллах валхамду лиллах. Значи, имат овие два зборови огромна вредност. Огромна вредност. И потоа вели пекамберот салаллаху алейхи васелам вассалату нур. Вассалату нур, значи намазот е значи светлост. Намазот е значи светлост. Вассадакату бурхан. Вассадакату бурхан, а садаката е доказ. Садаката е доказ. Се тоа ќе дојде, значи, во текот на објаснувањето на Шейх Утhaymeen рахимуллах. Васабру дияун. Васабру дияун, значи, саброт е блескавање, блескат.
Bleskav je sa brod. Wal Qur'anu hudjatun lek au alejk. A Kur'anot je ili dokaz za tebe ili dokaz protiv tebe. Kullu nasi yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha mubiquha. Секој човек влегува во денот. Секој човек, значи, влегува во денот, го започнува денот, влага во денов, нови ден. И го издават, односно го продават себе си. Имат оние кои се ослободуваат и оние кои се уништуваат. Значи, секој човек влагат во денот, го почнуваат денот, имат оние кои се ослободуваат или оние кои се уништуваат. Сето тоа, значи, ќе дојде во текот на објаснувањето. Вели тука имам Уthaymin рахимахуллах во објаснувањето на овај хадис, што значи зборот на пекамберот салаллаху алейхи ва селем, зашто повеќето луѓе овај хадис го разбираат кога го слушаат чистотијата половина на иманот, подразбираат она надворешна чистотија. Чистотијата, значи, на лиштата, чистотијата, значи, на телото и така натаму, она што се гледат кај човекот. Да, тоа исто барано. Тоа е барано и исламот ги повикуваат муслиманите, значи, за тие да прават, да се чистат, да бидат, значи, да бидат како што треба облечени и така натаму. Но вели шех Уthaymin рахимуллах, она кој е по опширно значење на овај хадис, ет-тухуру шатрул иман, значи чистотијата е половина на иманот, значи дека е иманот е вели шех Уthaymin рахимуллах, работи кои човекот ги отстрануваат од себе си и работи кои ги придобиват. Значи, работи кои ги отстрануваат, отстранување и придобивање. Што отстранува човекот? Забраните. Значи, ги отстрануваат. Оние работи кои му се забранети, тој ги отстрануваат и ги остават и не ги правите се далече. Значи, тоа е половината. А другата половина што е? Наредбите се, кои треба да ги придобие тој и да ги изврши, значи, на најдобар начин како што му е наредено. Зато, значи, од овај агол гледано, ова е, значи, чистотијата половина на иманот, значи, она што треба да го отклони, да го исчисти тоа од себе си своја. И како што вели шех Салих ал-Ухайдан рахимахуллах, значи, тука се подразбира со ет-тахара, ет-тухур, ет-тахара, значи, чистотијата на срцето, значи, да го очисти човек од срцето свое, да ги очисти неговите дела од телото и да го очисти својот јазик исто. Значи, чистење на јазикот исто се подразбира тука. Значи, чистење на јазикот од употребување на недолични зборови, на лоши зборови, или да, Аллах да не чуват, на одбидати или ширкови. Значи, да го очисти јазикот од сите овие работи. Значи, ова е, вели имам Уthaymin рахимуллах, поопширно и значи, подобро објаснување, подобро тумачење. А има второто тумачење, тоа е токму што повеќето луѓе го знаат за овај хадис, а тоа е онаа чистотија што треба човекот да ја исполни пред да го кланјат намазот. Значи, да земит абдес или да земит гусул ако има потреба. Значи, тоа е половина на иманот. Но како и да е, значи, кажуваат големата вредност на чистотијата, дали е таа душевна чистотија кој треба да направи човекот или она надворешна што се гледа, значи, за очите, да се очисти, значи, од оние работи кои треба да се отстранат, кои му се забранети во неговата вера. Во врска со зборот на пекамберот салаллаху алейхи ва селем, елхамдулилlah темлаул мизан. Значи, елхамдулилlah е полнит вагата. Значи, на судниот ден,
Elhamdulillah, elhamdulillah, ovde koga ga izgovara čovjek od ovaj zbor, той го опишуваат Allah subhanahu wa ta'ala со совршени својства. Значи, го опишуваат Allah subhanahu wa ta'ala со опишени својства со оние кои си имаат сам Allah subhanahu wa ta'ala опишано во Куранот или во Суннетот, кои се пренесет аутентични хадиси од пекамберот салаллаху алейхи ва селем, и тоа го прави тој со љубов спрема Allah subhanahu wa ta'ala и со овеличување. Значи, со љубов и со увеличување спрема Allah subhanahu wa ta'ala. Потоа, значи, зборот на пекамберот салаллаху алейхи ва селем, wa subhanallahi walhamdulillahi temla'u ma bejna as-sama'i wal ard. Значи, subhanallah и alhamdulillah го полнат што се велит меѓу земјата што е и небото, меѓу земјата и небото. Кога човекот изговара subhanallah, содржуваат ова три работи. Ова е збор, содржуваат овај викр, содржуваат три работи. Вели Шейх Утхаймин рахимуллах. Прва работа, ти, значи со тој збор го очистуваш Allah subhanahu wa ta'ala од секоја мана. Ти кога го славиш, славе да бидите Allah subhanahu wa ta'ala, значи Allah е чист од секоја можна мана. Значи немат Allah subhanahu wa ta'ala никаква мана. Втора работа, вели Шейх Утхаймин рахимуллах, исто во оние својства кои опишан Allah subhanahu wa ta'ala сам себе си во Куранот или во Суннетот од пекамберот салаллаху алейхи ва селем, во тие својства што се совршени својства, значи својства на совршеност, тие никогаш не може да ги опфати некоја мана. Значи, исто многу важна точка. Значи, и оние својства што се имат Allah Таала опишано себе си или пекамберот салаллаху алейхи ва селем, што се својства на совршеност, никогаш во никој случај и во никоја ситуација не ги опфаќат некоја мана или слабост или нешто слично. Туку Allah subhanahu wa ta'ala е совршен и во неговите својства без да го опфати некоја мана. Трета работа кога човекот вели subhanallah, содржуваат исто да ти негираш да Allah subhanahu wa ta'ala е сличен или може да има сличност со неговите створенија. Значи Allah Таала од тоа чист. Allah Таала од тоа е чист. Зошто Allah Таала сам вели лейсе кемислихи шеј. Ништо не е како него. Значи ни мелаче, ни инсот, ни джиновите, ни други створенија, ни лейсе кемислихи шеј. Ва хуа ас-сами'ул басир. И тој е онај кои се слушат и се знаат, значи и се гледат. И како што рековме претходно за елхамдулилlah, значи да го опишеш Allah subhanahu wa ta'ala, односно со оние опишување Allah Таала со оние, значи со оние сифат, со оние својства, значи кои се совршени, што се имат, значи сам Allah subhanahu wa ta'ala опишано и неговиот пекамбер салаллаху алейхи ва селем, со љубов и со овеличување. Зборот на пекамберот салаллаху алейхи ва селем, ма бейна as-сама'i wal ard, значи меѓу земјата и небото. Значи субханаллах валхамдулилlah го исполнуваат меѓу она што е меѓу земјата и небото. Вели Шейх Утхаймин рахимуллах, дистанцата, односно далечината меѓу земјата и небото, никој не ја знаат освен Allah subhanahu wa ta'ala. Значи ла ја'ламуха илла Аллаху азза ва џал. Значи никој не ја знаат дистанцата, далечината меѓу земјата и небото, освен Allah subhanahu wa ta'ala.
А потоа, зборот на пекамберот, саллаллаху алейхи ва саллам, es salatu nur. Значи намазот je светлост. Овде je содржан и фарзот и нафилето. Значи намази кои се фарз и намази кои се нафиле. Значи тие се ан-нур. Каде е таа светлост? Велит имам Уфемин рахимуллах, таа светлост рефлектираат во срцето, во лицето, во кабурот, во денот на кога луѓето ќе бидат оживени од нивните кабури. Значи, овај хадис ја вели Шейх Уфемин рахимуллах ги опфаќат сите овие работи. Значи, светлост во срцето, светлост во лицето, светлост во кабурот, светлост на денот кога луѓето ќе бидат оживени од својот Создател. Но вели Шейх Уфемин рахимуллах, кога се придобиват тоа светлост, вели имам Уфемин рахимуллах, кога човекот се кланјат вистински намаз со присутно срце. Значи, кога човекот се кланјат вистински намаз со присутно срце, тогаш тој го осеќават, сладоста, убавината на намазот. А потоа es-sadaqatu бурхан. Вели пекамберот салаллаху алейхи ва саллам, значи садака се дават, е доказ. Вели имам Уфеймин рахимуллах, значи доказ е за иманот, за верувањето на оној која дава садаката. Зошто? Поради која причина? Вели имам Уфеймин рахимуллах, зошто богатството, имањето е сакано кај луѓето и блиску, значи, до нивните срца. Затоа човекот не го дават неговото имање што го сака тој, освен за нешто што тој повеќе го сакат. А тоа е Аллах субхана ва таала. Разбира се, значи не го дават, освен за нешто што е посакано, значи кај него, затоа тој го дават, а тоа е Аллах субханаху ва таала, и тоа е доказ, значи знак за неговиот иман, И затоа ве рече пекамберот саллаллаху алейхи ва саллам, es-sadaqatu бурхан. А потоа зборот на пекамберот саллаллаху алейхи ва саллам, es-sabru дијаун. Es-sabru дијаун, значи саброт е блес, значи блесит. Односно дијаун е исто светлост, осветлување, тоа, значи на тоа се подразбира. Велит имам Уфеймин рахимуллах, дека саброт, трпението е 3 врсти. Првата врст е сабрун анил маъсија. Значи, да правиш сабр, да се воздржуваш од гревовите. Значи, сабр да правиш, да не правиш гревови. И ова треба, значи, барат, значи, да се има човекот трпение. Втора врст на сабр, сабрун ала таатилlah. Да правиш сабр во покорност на Аллах субхана ва таала. Значи, ти не можеш инако. Ако немаш сабр, нема да клањаш намазот. Ако немаш сабр, нема да извршиш Рамазан. Ако немаш сабр, нема да извршиш хаџот. И така натаму. Значи, сабрун ала таатилlah, значи да имаш сабр, значи во покорност спрема Аллах субханаху ва таала. Трета врст на сабр, а тоа е сабрун ала акдарилlah. Значи, сабр да имаш за оние работи кои тебе, значи судбински работи кои ти се случуваат, например, губење на фамилиарни луѓе, блиски луѓе, нестреки други и така натаму, тоа е, значи, сабр тука. Значи, се бара до човекот да прави сабр, и затоа тоа е сабрун ала акдарилlah.
Veli Šejh Uthejmin rahimullah дека саброт, значи саброт, тука е баран од човекот. Саброта е тука се барат од човекот. Но имат, вели Шейх Уthejmin рахимуллах, дереđe, значи степен, имат степен кој е повисок од овај степен. А тоа е во тие ситуации такви, во тие тешки ситуации во очите твој, не само да имаш сабар, туку да бидеш задоволен со нив. Ова е повисок степен, вели Шейх Уthejmin рахимуллах. Значи ти си задоволен со она што ти го одредил Аллах субхана ва таала. Значи не само што правиш сабар, туку ти си задоволен. Рида, значи ти си задоволен и знаеш дека тоа е, за тебе, дека тоа за тебе, значи подобро што ти го одредил тебе Аллах субханаху ва таала и не се мислиш, вели Шейх Уthejmin рахимуллах, за другите работи. Не се мислиш, значи за другите работи. И затоа како што вели Шейх Уthejmin рахимуллах, дека некои од алимите што рекле, значи инна сабра ваџибун ва рида мустахаб. Значи навистина саброт е во овие ситуации ваџиб, задолжност, а рида, значи да бидеш задоволен, не само сабр, туку задоволен, тоа е значи пожелно, добра работа, значи посакано. Значи вели имам Уthejmin рахимуллах, во врска со намазот, рече пекамберот салаллаху алейхи ва салам, ес-салату нур, намазот е светлост. А кај саброт рече дијаун, значи и затоа вели Аллах таала, джа'ала шемса дијаан, значи го направи сонцето да блескат. Зошто, значи што има сега врска со сабров, со сонцево и тие такви работи? Сонцето има жештина, така? Така и да правиш сабр, има жештина внатра што се сварат во човекот. Значи некој пат човекот е изреволтиран и други работи. И да прави сабр, е таа внатра жештина. Значи исто со сонцето, како имаш жештина, што зрачиш жештина, така и сабро, значи. И затоа, но, крајот нејзин е добар. Крајот нејзин е, значи, фален, убав. И затоа, како што рекол поетот арапски, значи, саброт е горчлив. Значи, вкусот на саброт, вкусот е горчлив. Но крајот на саброт, крајот е посладок од медот. Значи, во моментот е горчлив, да треба човекот да се стегнит, да се контролираат и тоа е тешко и уште потешко, значи, но крајот, ако тој се воздржи на тие горчливи моменти, крајот е поблаг и од медот. Потоа, зборот на пекамберот салаллаху алейхи ва салам, ал-Qur'ану хуџџатун лек ау алейк. Значи, Куранот е доказ за тебе или против тебе. Прва работа, вели Шейх Уthejmin рахимахуллах тука, дека ахлу сунна вал џамаа веруваат, цврсто верување, дека Куранот е Аллахов говор и не е створен. Значи, ахлу сунна вал џамаа цврсто веруваат дека Куранот е Аллахов говор, кој имат Аллах Таала со него зборено, значи ги имат изговорено, а не е створен. Се ако речиме дека Куранот е створен, тоа значи дека Аллаховиот говор, значи својствата Аллахови се исто створени. Субханаллах. Значи Аллах Таала е чист и славен од овие мани и од овие негативни работи. Велит Шейх Уthejmin рахимахуллах дека el-Qur'anu хуџџатун лек ау алейк,
Значи, Куранот ќе биде доказ за тебе, ако ти работиш со него, го практикуваш, а ќе биде доказ против тебе, ако ти го заоставиш него и му го свртиш грбот. Значи, не важит и не е доволно да човекот да тврди дека тој го сакат Куранот и дека тој е муслиман и дека тој го чува дома Куранот во витрина и во регал и позлатено и други работи или надзид. Она што се барат од муслиманот е да тој Куран што Аллах Таала не ги има нас објавено, за да биде доказ за нас, а не против нас, ние да работиме со Куранот. Ние да работиме со Куранот, значи, а не да го заоставиме, и тука е нашиот спас и нашата среќа во дуњалокот и во ахиретот. И затоа велите имам Уфемин, рахимахуллах, тука, значи човекот во многуте пати, и затоа вели Шейх Уфемин, рахимахуллах, сака да го подсета себе си своје, а и вас исто. Значи, кога ја објаснува овие хадиси, 40 хадиси на Хафиз ан-Навави, рахимахуллах, значи Шейх Уфемин, рахимахуллах, вели, сака да се подсетам себе си на прва линија, а исто и вас, значи неговите ученици, со една работа важна, што многуте луѓе не се пазливи, односно се тука, значи, во непазливост, во гафлет. А тоа вели Шейх Уфемин, рахимахуллах, во многуте пати, велите имам Уфемин, рахимахуллах, кај нас се случуваат да кога зема човекот абдест, тој намерува со абдестот да го исполни условот за да се кланјат. Вели Шейх Уфемин, рахимахуллах, ова е добро и се достигнуваат саканото, целта. Но имат нешто што е по-совршено и по-огромно, и по-добро, и по-високо. А тоа е, велите имам Уфемин, рахимахуллах, да човекот, прва работа, кога тој сака да земит абдест, нека осетит во себе си, во своето срце, дека тој во моментот со земањето на абдест, што прави? Тој го практикува Аллаховиот говор: "Ја ејухеллезина амену иза кумтум ила салати фагсилу вуџухакум ва ајдикум ила алмирфақейни вамсаху бируусикум ва арџулакум ила алкаъбейн." Значи, ајетот кој ни наредува нас да земиме абдест. Значи, ти да го осетиш, да го имаш пред тебе овај ајет, дека тебе ти е тој абдест што ти го земаш сега, нареден од твојот Господар. Значи, ова да го имаш, ова осеќавање ти во себе си своја. Значи, дека ти извршуваш сега наредбата на твојот Господар. Друга исто што имаш, што треба, значи, што би убаво би било, и тоа е од високите степени овде што велите имам Уфемин, рахимахуллах, да ти кога земаш абдест, да осетиш во себе си и да помислиш во себе си дека ти со тоа земање на абдест го следиш пекамберот салаллаху алейхи ва селем. Значи, ти со тоа земање на абдест го следиш пекамберот салаллаху алейхи ва селем. И трета работа, вели Шейх Уфемин, рахимахуллах, да ти во текот на земањето на абдест имаш, значи, во твоето срце е присутно надежта за награда што ќе ја добиеш за тој абдест. Зашто како што дојдено во хадиси, значи, грешките, гревовите се чистат со капките, значи, на абдестот. Значи, ти ова треба да го осетиш. И секој треба да се праша сега кај себе од нас, кога ги имаме оваа работа осетено кај нас. Или сме зеле само абдест, имаме абдест да се клањаме. Да, значи, ова работа е многу важна, што човекот, значи, во текот на земањето на абдест, да осетит во срцето своје, значи, да си ја замислит, сега, значи, со овие капки кои ми паѓаат мене од раците, паѓаат исто и моите гревови. Исчезнуваат исто моите гревови. Аллах ми ги чисти. И исто ти осеќаваш, јас со ова сега го следа
najizbraniji čovjek na dunjalokot, a to je Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Isto tako veli šeho Uthaymeen rahimullah i vo namaz od posla. Znači ti ako klanjaš namaz, ako zastaneš vo namaz, togaš ti osjećavaš deka go slediš naredbata na tvoj gospodar i go slediš so načinom na namazot pekambaru sallallahu alaihi wasallam. Znači ti ne se klanjaš samo obično taja zadolžnost da izvršiš i završi kaj tebe i gotovo. Znači taja zadolžnost, taja odgovornost, toj teret da go odstranam ja, a kako što? Ne je mnogo važno. Ne. I to je važno. Za biti delo to primano. I plus go imaš, znači, pred tvojite oči, da ti se sakaš da se klanjaš, zastanuvaš pred Allah subhanahu wa ta'ala, na koji način? Na onoj način koji te ima tebe naučeno, pekambaro sallallahu alaihi wa sallam, što je nas danas kad dođeno, znači, autentično. Autentično znači, točno znamo, znači, na koji način, na koja forma se ima naš pekamber sallallahu alaihi wa sallam klanja to. A potom govor na pekamberu sallallahu alaihi wa sallam kullu nasi yaghdu fa ba'i'un nafsahu fa mu'tiquha wa mubiquha. Znači svaki čovjek vlagat go započnuva deno. Imat oniv koji sebe si se osloboduvat, a imat oniv koji sebe si se uništuvat. Velit imam Uthaymeen rahimullah, koji je onaj čovjek što sebe si se osloboduvat? Onaj čovjek je koji sebe si se osloboduvat je onaj čovjek koji je pokoren sprem Allah subhanahu wa ta'ala. A onaj čovjek koji sebe si se uništuvat je onaj čovjek koji ne je pokoren sprem Allah subhanahu wa ta'ala. I zato velit imam Uthaymeen rahimullah u objašnjavanju to ovaj hadis, deka vistinsko to osloboduvanje na čovjekot. Znači vistinsko to osloboduvanje je osloboduvanje to vo pokornost sprem Allah subhanahu wa ta'ala. Se inače ako ne srce to na čovjeku je zarobeno. Ako ne, znači to je ako ne je pokoren sprema svoj sozdatelj, njegovo to srce je zarobeno. Iako to mislite kad se četa na zemljata sloboden. Vistinsko to osloboduvanje togaž go osetuva toj, koga to je pokoren sprema svoj sozdatelj, kog ima nego sozdadeno i mu ima dozvoljeno da egzistira. A vo druga strana, to je se najduva, znači, vo uništuvanje. I zato, znači, velit šejh Uthaymeen rahimullah, tuka, vo ovoj hadis, gi podeli pekamberot sallallahu alaihi wa sallam lugeto, znači, na dve vrsti. Znači, gi podeli lugeto na dve vrsti. Luge koji prava dobri dela ili luge koji prava loši dela. Znači, nema, znači, na sreda. Nema sredina. Neutralni, nema. Ili imat dobri luge, koji prava dobri dela, koji zaslužuvat isto da bidat pofaleni, ili imat u drugata strana loši luge i od njih trebi da se predupreduvat. Znači, nema da reći ja ovdje ne zboruvam, ja se vozdržam, ja su neutralen i na luge to im zvuči ova neutralnosta, mudrost, pametnost, što ti zna ja, a vo vistina to je izdavanje, predavstvo. Znači ti ako znaš vistinata i na drugi onemu kažuvaš, ova ne je mudrost i dobrina sprema nego. Ova je izdavanje na toj čovjek. Zato znači, v ovaj hadis jasno je znači, deka luge to se znači dve vrsti, ima znači dobri luge koji pravat dobri dela i loši luđe koji pravat loši dela. I sme na kraj novoj hadis, a slednji od hadis broj 24 je malce podolg hadis, така što ќе го ставиме него за идниот дерс. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.